Еве не повторно во отвореното студио на телевизија Нова, овој пат посветено на локалните избори кои што се во тек. Со мене во студиото се кандидатите за градоначалници на овие локални избори 2017 за општината Газибаба. Зоран Трпчевски од Левица е од мојата лева страна. Тони Трајковски, актуелен градоначалник и кандидат за трет мандат за ова општина. За жал со нас вечерва не е кандидатот на СДСМ за општина Газибаба, Борче Ѓоргиевски. Се надевам во некоја од следните вакви дебатни емисии, може би ќе ги вкрстите вашите ставови за развој на ова скопска општина, која што има своји специфики, особено затоа што од една страна се граничи со центар, со општина центар, а од друга страна навлегува во оние општини кои што се и делумно би рекол рурални, така што проблемите кои што ги зафаќаат центарот и оние други делови околу Скопје се студираат токму во ова општина. Добро вечер, добре дојдовте во отворено студио. Добро вечер. Поздрав до вас и до гледачите на телевизија Нова. Се надевам на една плодна дебата, на еден судир на мислење и на ставови како треба да се развива ова општина. Па, ајде би почнал од мојата лева страна, од Зоран Трпчевски. Што вие гледате како приоритетно што треба да се направи во општина Газибаба? Пред се добро вечер на вашите гледачи и благодарам за поканата. Имаме ретко можности да гостуваме по телевизија и затоа ја користиме секоја што ќе ни се укаже, со задоволство ги прифаќаме тие покани. Исто така би сакал најнапред да изразам едно мое лично разочарување од неприсуството на третиот кандидат за градоначалник на општина Газибаба, затоа што лично сметам дека самата дебата ќе беше збогатена со неговото присуство. Меѓутоа, очигледно се продолжува и понатаму тенденцијата на неприфаќање. Кандидатите од едната опција не ги прифаќаат одредени телевизии, додека кандидатите од другата опција не ги прифаќаат другите. Ние, како што реков, ги прифаќаме сите со задоволство. Да ви одговорам на прашањето, значи ние имаме ударни мерки кои што во прв момент би ги исполниле во општината Газибаба. Меѓутоа сметам дека тоа понатаму во текот на дебатата можам да ги кажам. Кое прашање за вас е најприоритетно? За нас како партија најприоритетно прашање во секој случај е обичниот граѓанин, подобрување на квалитетот на живење на обичните граѓани во општината. Тоа е еден општ опис за работата на градоначалникот, за тоа во ред. Ајде да речеме, како што и сами во најавата рековте, општината Газибаба е една доста специфична општина, со тоа што има делови кои што се градски, кои што се блиску дури до самата општина центар, а од друга страна, па на другата страна од општината имаме рурални делови на општината и сметаме дека како прв приоритет на партијата Левица, која што јас ја застапувам како кандидат за градоначалник на општина Газибаба, би било инфраструктурното поврзување на сите делови од општината и како втор, во моментов го кажувам како втор, но исто така ни оддалеку помалку битен дел е тоа што општината Газибаба е една од најзагадените општини во Скопје, а со самото тоа што Скопје е еден од најзагадените градови во Европа, значи дека општината Газибаба високо котира по нивото на загаденост во цела Европа. Симптоматично е тоа што во минатото општината Газибаба важеше за индустријска зона, каде што беа лоцирани голем број на фабрики. Меѓутоа, сведоци сме дека во последниве децении тие фабрики една по една гаснеа и престануваа со работа. За жал, наместо загадувањето на воздухот да се намалува,
од ден на ден рапидно растеше. Така, Тоа би биле првите наши две ударни мерки. Инфраструктура и Инфраструктура, екологија. Трајковски, што е за вас за овој следен мандат можен? Со што настапувате пред граѓаните? Што е тоа што би било приоритет за граѓаните на гласачите на општина Газибал? Така, уште еднаш поздрав до гледачите на телевизија Нова. Значи, како и претходните избори, така и овие, имаме подготвена конкретна програма, конкретно за општина Газибал. Јас и мојот тим, претходно заедно со нашите сограѓани, постојано во таа комуникација ги добивавме приоритетите и комплетиравме проекти, некаде околу 471 проекти се планирани за територијата на општина Газибал за секое населено место. Врвен приоритет ќе биде, како досега, така и во иднина, поздрава и почиста животна средина. Напомена и колегата, навистина, општина Газибал во минатото важеше за индустријска општина во која што имаше голем број на компании. Со новите детални планови и со новата урбанизација, ние и досега така работевме, а ќе продолжиме во иднина, ќе тежнееме таа индустријска зона да се префрлува на периферијата. Значи, оние што се постоечки фабрики, дури во некои од нашите зони, како што е Керамидница, која што во минатото беше комплетно индустријска зона, со старите планови, сега е комплетно домување. Значи, затоа што веруваме дека прво тоа не треба да дозволиме изградби на такви капацитети во централното подрачје на општината. Екологијата е врвен приоритет, подобрување на условите од аспект на комунална и патна инфраструктура, и исто врвен приоритет беше и во минатото и во иднина изградба на подобри услови на нашите најмлади за згрижување во градинките и училиштата, односно основните училишта. Така да во континуитет ќе продолжиме, имаме тука конкретни мерки за следниот период, конкретни проекти, така да еве ако треба да издвојам неколку, тоа се навистина едно од вака што би кажал по-значајните и поважните. На почеток за едно представување, што прво е она со што настапувате пред гласачите. Ајде сега да фатиме дел по дел, рековте инфраструктурата. Ајде во инфраструктурните зафати напоменавте поврзување на сите делови од општина Газибал. Точно така. Тоа поврзување инфраструктурно подразбира и реновирање на постоечките сообраќајници. Јас сум роден во оваа општина и цел свој живот сум жител на оваа општина, така да многу добро ги познавам, да речам, инфраструктурните можности на општината, кои што според мене се на катастрофално лошо ниво. Се случува, еве да речеме, како конкретен пример, само тоа ќе го наведам, се случува да жителите од населбата Ченто, од едниот крај на населбата, која што во суштина и територијално не е нешто многу голема населба, од едниот крај, додека излезат на главната сообраќајница булеварот Александар Македонски, им треба по повеќе од пола саат во ударните термини на Сабајле, кога се тргнува на работа, по половина час, сега тоа директно навлегува и во оној вториот проблем околу загадувањето, затоа што тоа се автомобили, кои што во суштина растојание кое што треба да го поминат за 5 минути, тие го поминуваат за повеќе од половина час. Така да загадувањето е тука далеку по-присутно. Значи, како што реков, подразбира реновирање на постоечките и градење на нови сообраќајници кои што би овозможиле брзо поврзување и брз проток на сообраќајот од едниот крај до другиот крај на општината, вклучително и поврзување со останатите општини, па и самиот град Скопје, центарот на Скопје. Има ли простор за поврзувањето да се направи по-лесно, побрзо? Треба да биде и кај нас инфраструктурата, односно овдека конкретно сега стана збор за патната инфраструктура, не помалку значајна комуналната инфраструктура. Но еве кога сме веќе кај патната инфраструктура и во минатото се работеа голем број на проекти, само ќе кажам податок дека само за 4 изминати години во општина Газиева се уредија улици некаде со близу 100 километри, од кои 140 километри асфалтирани и 60 километри тампонирани улици. Во делот кога сега напомена колегата за влезот на градот Скопје, едно прашање кое што ќе биде врвен приоритет во следниот период, големо растеретување на влезот
и на самата гужва во минатото направи самата обиколница, затоа што не овозможи сите оние кои што транзитираат да ја користат, и дел од општина Газибаба го има тој бенефит, и дури нашите граѓани, жители од селата Стајковци, Ченто, Инџиково и од селата од Скопска Црна Гора многу побрзо стигаат сега до центарот. Во нашата изборна програма, заедно и во изборната програма на градоначалникот на градот Скопје, имаме еден заеднички проект за булеварот Александар Македонски. Односно проширување на булеварот на влезот кај Агросервис со трета лента. Самиот влез на градот во тој дел од градот Скопје, односно влезот на автокоманда, во моментот на делница некаде од близу 1 километар е со 2 ленти и има тесно грло. Исто ќе планираме, односно веќе е изготвен проектот за можноста за Инџиково и Хиподром да имаат директен влез и излез. Така да граѓаните од Инџиково ќе можат директно да влегуваат на Александар Македонски, да не одат преку Ченто и да се прави гужвата, и граѓаните од Хиподром ќе имаат таа иста можност. И уште една клучка е планирана во Хиподром, односно се извинувам, во Ирумнери, каде што исто голем дел и од она втора сообраќајница која што ни е тесно грло Благоја Стевковски, да можат жителите кои што гравитираат кон Ирумнери да директно преку клучката се приклучат на автопатот. Значи, ово од аспект на влезот, да кажеме, на градот Скопје, како тема, нели, почетна што ја започнавме. Инаку, од аспект на инфраструктурата, напоменав до сега колку, изминативе 4 години колку се сработе, ќе продолжиме со изградба на улиците. Посебно акцент ќе се стави на оние места каде што во моментот се работи канализацијата. Фекалната канализација е врвен приоритет. Јас од кога сум градоначалник за овие 8 години се изгради некаде преку 80 километри фекална канализација. Само последниве 4 години 36 километри фекална канализација, и после тоа знаеме дека комплетно се оштетуваат улиците, затоа ќе ставиме акцент на санација на патната инфраструктура на овие места каде што се гради таа комунална инфраструктура. Верувам дека, како и досега, ќе успееме и за следниот 4-годишен период да секое населено место добие и секоја населба поквалитетна патна инфраструктура. Многу важни се и овие сообраќајни нови, да кажам, решенија за полесен сообраќај, како што е кружниот тек во населбата Железара. Тука имавме големи проблеми. 16-та македонска бригада и Коце Металец, постојано имавме сообраќајки 1 до 2 во месецот. Сега со изградбата на кружниот тек веќе се надмина тој проблем, подобра проточност, подобра фреквентност на возилата во тој сегмент. Значи, тоа е во делот од Железара кога се спуштаме кон автокоманда. Ќе продолжиме на регулирање на сообраќајот во делот на булеварот Војводина, кој што оди кон населбата, односно кон аеродром општината, или поново булевар Киро Глигоров. Значи, таму треба да се, заедно со градот Скопје, планираме да се уреди тој простор со посебен сообраќајен режим за да се зголеми проточноста. Еден голем проект за двете општини Аеродром и Газибаба е изградбата на мостот во Керамидница, каде што ќе направи растаретување на општина Аеродром и подобра поврзаност на општина Газибаба кон општина Аеродром. Значи, се планира тој проект во програмата на општина Газибаба и на градот Скопје, изградба на еден нов мост кој што ќе направи подобра функционалност на тој дел од градот Скопје, и можеме да ветиме дека заедно со градот Скопје ќе го почнеме, според мене, најважниот проект на јужниот дел од градот Скопје. Тоа е улицата Пролетна офанзива. Тоа е улица која што, односно, тој е булевар кој што ги поврзува општина Кисела Вода, Аеродром, во делот кај нас кај населбата Кирил Петрушевски, поднатаму Хиподром 2, новата населба, Инџиково и оди кај обиколница. Значи, огромен, голем проект, но планот е заедно со градот Скопје да почнеме со трасирање, со регулирање на имотно-правниот дел на трасата, и ова е многу значаен проект за жителите од цел град Скопје. Тој брз пристап од општина Кисела Вода, Аеродром и општина Газибаба кон обиколницата и кон Кисела Вода ќе се избегне онаа гужва што сега се прави на булеварот Киро Глигоров. Овој проект нема да можеме да го ветиме дека целосно ќе се заврши, но затоа што е голем проект и таму има планирано мост и премин преку железничка пруга, но е проект кој што ќе го започнеме со трасирање. Значи, прво да се изготви проектна документација и утврдување на сопственоста на земјиштето и регулирање на таа сопственост и дел од дел решавање. Ова што го напомена, влезот излезот кај Хиподром и кај Инџиково е токму дел од таа улица, односно од Пролетна офанзива. Вака, и двајцата ја посочивте екологијата и инфраструктурата. Кога се зборува за
инфраструктура и за екологија, неминовно се гледаат и оние нови трендови кои што го зафатија и градот, меѓутоа и сите жители во државата. Тоа е промена кон поздравиот живот, употребата на велосипедот, употребата на еколошко грејење и минување низ оние студени зимски вечери, па неминовно се поставува прашањето. Дали е можно проширување на, имате ли во плановите, проширување на делот со грејење централно? Или некаков начин на воведување еколошко грејење во општината и проширување на оние патеки и можности за користење замена на автомобилот со велосипедите. Особено во оној дел кој што е, не знам колку знаете, меѓутоа велосипедистите при своите рекреации, особено преку викендите, транзитираат низ Гази Баба одејќи кон Катланово. Бидејќи тоа е една од рутите кој што е доста често користена во Скопје. Не ми е апсолутно познато тоа. Така. Ајде. Па да. Левица. Значи Левица апсолутно исто еден од приоритетите, како што спомнавме, е екологијата. И сега ќе зборувам за конкретните мерки со кои што ние тоа би го решиле. Како прво, субвенционирање на грејење со обновливи извори на енергија. Исто така да се разбереме нешто што многу малку се споменува во јавноста, точно е дека загаденоста на воздухот во општината Гази Баба е многу драстично поголема во зимските денови, кога голем дел од населението кое што живее во таа општина се грее на дрва, па дури и користат разноразни отпадни материјали. Меѓутоа, сето тоа е на некој начин директно поврзано и со стандардот на самото население, затоа што јас лично познавам барем десетина фамилии, семејства, кои што се длабоко завлезени во 8-та деценија од животот, се грејат на дрва. Јас сум сигурен дека тие луѓе кога би имале подобар стандард не би се малтретирале со дрва, па чистење на шпорети и такви ситуации, него многу полесно за самите нив би било да користат друг извор на енергија за топлување. Самиот стандард на населението директно завлегува во загаденоста на општина Гази Баба. Простор, барем во 21 век, според мене, секогаш постои за се. Потребни се пари и потребна е волја и цврста убеденост за нешто да се сработи. Апсолутно сум убеден дека општината Гази Баба располага со добра сума на пари, така да сите тие проекти можат да бидат изведени. Уште еден проблем, сега би се доврзал малку и на мојот противкандидат, кој зборуваше за оној дел на поврзување помеѓу општините Кисела Вода, Аеродром и Гази Баба преку одреден булевар кој што имаат намера во иднина да го изградат. Едно е прашањето што ќе изградиш, друго е прашањето на функционалноста на тоа што ќе го изградиш. Сето тоа, во конкретниот овој пример, паѓа во вода затоа што доаѓаме до клучката кај училиштето, средното училиште Михајло Пупин, каде што имаме, почнува веќе булеварот Александар Македонски, кој што до тука има 3 ленти, и наместо слегувањето од клучката кај училиштето Михајло Пупин да биде со 4 ленти, па потоа да се вратат на 3, ние тука имаме 2 ленти. По автоматизам, тоа е едно тесно грло на општината и не ја гледам функционалноста на тој булевар кога вие доаѓате до едно тесно грло каде што повторно сообраќајот ќе се загушува. Имате реплика? Па не, веројатно против канатот не го има добро видено генералниот план на градот Скопје. Добро е да се види и да констатира дека збориме за две различни локации. Значи, локацијата на пролетна офанзива не оди кај Михајло Пупин, туку оди покрај Хиподром 2, новата населба, која што е некаде 4-5 километри од локацијата, што ја каже господинот Зоран.
и оди кај новата клучка во Енџиково што треба да се гради. Односно, овој влез и излез што го напоменав за Енџиково и хиподром е дел од таа клучка, оди на периферијата од Енџиково, покрај обиколницата на клучката на делот што оди кон Рачиново Брњарци. Збориме за друга сообраќајница, не е за истата. Така да во тој аспект ќе се растерети сообраќајот затоа што периферниот дел на Скопје ќе биде функционален. Од аеродром, од кисела вода и од газива ќе имаат добра поврзаност директно на обиколницата и на булеварот. А вториот дел од констатацијата, јас пред малку напоменав дека влезот токму така е со 2 ленти и затоа врвен приоритет и денове и го најавивме со градоначалникот на градот Скопје дека проектот е изготвен и оваа година ќе се започне со проширување кај Агросервис со 3 ленти и тука ќе продолжиме со изградба на велосипедската патека. Велосипедските патеки, нели тоа беше констатацијата и прашањето. Инфраструктурата и екологијата, да. Ќе продолжиме од автокоманда кон центарот, веќе е изградена велосипедската патека, ќе продолжиме кон населбата Ченто со градењето, со проширувањето на булеварот Александар Македонски, ќе се прошири и велосипедска и пешачка патека ќе се направи. Ќе се направи велосипедско-пешачка патека кон Триангла и хиподром. И по улицата Пиронаков планирана е велосипедско-пешачка патека и уште една можност ќе искористиме кеот на реката Вардар, посебно за жителите од Трубарево, Ергеле, да го уредиме кеот, иако на одредени места добро функционира, но на одредени места имаме неуреден дел од тој кеј, да можеме велосипедот и по кеот на реката Вардар да се користи, а од аспект еве за проективе што ни се да се продолжи бидејќи до некаде го да се уреди. Значи целиот кеј до некаде Јурумнери, колонија може да биде функционален на реката Вардар. Јас еве таму како поранешен спортиста сум го користел за подготовки со клубот каде што играв. Значи има доволно простор, само треба да го доуредиме. Односно да се во одредени места да се расчисти, да се истампонира, да се асфалтира и да можеме да се користи целиот кеј на реката Вардар. И ќе биде многу функционален. Да прашам во однос на онаа дива депонија која што беше доста посочувана во јавноста дека постои таму на кеот на Вардар и дека се пали ѓубриштето и дека од тоа фактички дел на депонијата Вардариште, старото Вардариште, не на самиот кеј, туку во самото Вардариште. Меѓутоа веројатно и тој дел би го влегува во тоа е во непосредна близина, ама не е на самиот кеј и таму веќе депонијата има чуварска служба ревитализирана во следниот период во надлежност на градот Скопје, но знам дека има точно проект за комплетна ревитализација, односно она што се случуваше во минатото, за жал беше злоупотреба од некои граѓани кои што заради одреден профит нивни, најчесто тоа беше гумата, ја палеа, но на одредени локации во таа близина. Веројатно тоа е и реакцијата од граѓаните за во делот на Вардариште или Кирил Петрушевски поново, каде што одредени пожари имаше во минатиот период. Таму дури вработивме и човек кој што е од тоа населено место се со цел да подолго време можеме да имаме присуство на човек за да можеме и да контролираме. Во однос на грејењето? Во однос на грејењето имаме конкретни проекти. Веќе го започнавме проектот за поддршка на проектот за продолжување на изградбата на парното грејење во населбите Автокоманда, Маџари, Триангла и Хиподром. Некаде околу 1000 домаќинства се опфатени. Потпишавме меморандум градот Скопје, општина Газивева и АДЛМ. Со тој меморандум, значи, целта на овој проект е да помогнеме на граѓаните до кои што веќе е стасено ова топлинско грејење, да може да се приклучат. Односно, општина Газивева, АДЛМ и градот Скопје ќе ги субвенционира граѓаните во изградба на подстаници и внатрешните вертикали, а внатрешната инсталација на секој стан, за кој што општина Газивева веќе го изготви проектот, денови е готов, ќе се овозможи од страна на АДЛМ да биде тоа финансирано, а граѓаните на отплата од 5 или од 10 години да можат да си покријат трошоците, значи граѓаните ќе имаат обврска само за внатрешната инсталација. Тоа беше веќе претходно напомена потпишано меморандумот со градот Скопје и со АДЛМ и верувам дека иако има нова структура во АДЛМ ќе може ли ова да влезе во вашата програма во насока на тоа што рековте дека економијата, односно економската моќ на граѓаните клучната ја игра клучната улога во тоа дали ќе се греат на дрва или би користеле? Секако дека може и тоа да влезе во нашата програма. Дали би било прифатливо? Би било апсолутно прифатливо со тоа што исто така би напоменал дека има и други начини. Да, олеснувањето
Да се замени грејењето со дрва со Така и при тоа да постои одредено субвенционирање на самите жители на општината Газибаба, за да полесно можат да го прифатат тој терет. Субвенционирањето би го вршела општината Газибаба би го вршела тоа. Исто така ние зборуваме овде за претежно за загадувањето на воздухот, меѓутоа мора да ја напоменеме и загаденоста на самата почва и на водите. Ние предвидуваме одредени мерки и во таа насока. За водите имам посебно прашање. Тука само накратко ќе морам, од режија ми јавуваат, ќе мора да ве прекинам заради рекламните или пораки кои што ни се обрска во оваа емисија. Хајде ги погледнеме рекламите и ќе се вратиме на иднината на општина Газибаба. Еве не повторно во отвореното студио, повторно посветено на локалните избори 2017 во фокусот е општина Газибаба. Со мене се Зоран Трпчевски од мојата лева страна, представник на Левица, и Тони Трајковски, актуелен градоначалник и кандидат за уште еден мандат да ја предводи оваа општина. Кандидатот на СДСМ за општина Газибаба, Борче Георгиевски, не се појави во студиото, иако беше уредно поканет да ги вкрсти своите видувања за развој на оваа општина. Застанавме, Трпчевски, со вашијата елаборација околу водите и екологијата. Сега би напоменал дека оваа општина е специфична по тоа што има и свој водовод, не е приклучена на Скопскиот водовод, или само дел? Да, јас ќе дам, или може да се исто. Значи, општина Газибаба од повеќе извори има напојување на вода. Голем дел е од градскиот водовод, од изворот Рашче. Еден дел е од бунарите од Јурумнери и неколку села имаат самостоен водовод, како што е Страчинци, Брњарци, Виниче, Раштак и Булачани. Значи имаме еден комплексен систем на напојување во општина Газибаба, така да во следниот период посебен акцент даваме на доизградба на мрежата, водоводна мрежа, посебно во делот на Раштак, Булачани, Брњарци и Страчинци. И таму ќе и следниот период ќе продолжиме со изнаоѓање на поквалитетна вода за напојување, односно за снабдување на нашите жители. Во делот на урбаниот дел, значи ќе се работи заедно со градот Скопје зголемување на капацитетот, затоа што и во урбаниот дел, каде што имаме квалитетно водоснабдување, имаме недостаток на вода во текот на летниот период. Тука овој заеднички проекти со градот Скопје, некаде проект од 10 милиони евра, значи голема финансиска конструкција, носител на проектот е градот Скопје. Ние помагаме во уредување на трасата, односно решавање на имотно-правните работи. Значи планиран еден голем проект од влезот на железара од страната на Бутел, општина Бутел, кон автокоманда, значи преку населената железара, автокоманда по булеварот Александар Македонски, Методи Анданов Ченто улицата, до нов резервар во Ченто, значи да се зголеми капацитетот за напојување на урбаниот дел. Некаде се работи за отприлика околу 30 до 35.000 жители. Напомена, во првата фаза градот Скопје веќе аплицираше до Светска банка и во завршна фаза е да се одобри тој проект и се планира веќе следната година тој проект да се започне. Значи во урбаниот дел верувам дека со ова ќе се реши водоснабдувањето и во високите зони на железара, автокоманда, Ченто, хиподром, а и ќе се подобри квалитетот затоа што ќе имаме дополнителен дотур на вода. Инаку изминатиот период заедно со градот Скопје направивме на голема инвестиција, тоа е изгледба на нов цевовод од булеварот Киро Глигоров, значи од општина Аеродром кон преку улицата Перонаков кон Маџари, затоа што претходно општина Газибаба се напојуваше само од една цевка. Тоа беше цевката кај Агросервис од булеварот Александар Македонски. Со изградбата на овој водоводен систем, кој што го направивме заедно со водовод и канализација и со градот Скопје, општина Газибаба доби две инфраструктурни, да кажам, проекти преку кои што се напојува општината со вода и со ова зголемување на капацитетот во третата фаза што сакаме да направиме, значи ќе биде комплетно решен проблемот со водоснабдувањето. За селава, накратко само ќе кажам, за Брњарци ќе продолжиме со изнаоѓање со бушотини. Таму за жал нема во близина извор или река или од кој што можеме да направиме каптажа, таму ќе продолжиме со бушотини, со тоа што бушотините сега ќе ги насочиме во низинскиот дел покрај обиколницата, затоа што во горниот дел кај што ги правевме претходно
Еве, ние имаме соработка со граѓаните, тие потенцира некои локации од искуство претходно, кај што и самите граѓани правеле бунари, најдовме вода, но не е со добар квалитет. За Раштак веќе се работи на подобрување на водоснабдувањето, го изградивме новиот резервоар и се гради мрежата. Во моментов се работи на испитување на мрежата и да се стави во функција, со тоа што во делот на каптажата, кој што е во планинскиот дел на Раштак, планираме одреден зафат за дополнително филтрирање на водата, која што доаѓа во филтер станицата. За Булачани ќе продолжиме со доизградба на водовната мрежа. Во моментот се работи на некаде во должина од 1 километар постување на водоводната мрежа. И за Страчинци ќе треба да се направи комплетна реконструкција на водовната мрежа. Минатата година поради поплавите во Брњарци и во Страчинци беше комплетно однесена, уништена водоводната мрежа. Успеавме за многу краток временски период да ја вратиме во функција, така да и тоа што не ни беше планирано, Брњарци и Страчинци беа комплетно реконструирани примарните делови од водоводната мрежа која што беше уништена за време на поплавата. Ке се навратиме на повторно ова се инфраструктурни всушност проекти, меѓутоа задлегуваат, се надоврзуваат едно на друго. Трпчевски, говоревте за екологијата во насока на нели водата, изворите на вода во оваа општина. Предовме малку на друга тема околу така, меѓутоа тука на... се надоврзува едно прашање. Колкава е инфраструктурата за фекалната и атмосферската канализација во оваа општина, имајќи предвид нели колкава површина заземе и особено оној дел руралниот дел во општината и колку тоа може да се прошири? Моје мислење е дека е на многу ниско и на многу незадоволително ниво фекалната и одводната канализација во општина Газибаба. Во урбаниот дел од општината се уште постојат многу домаќинства кои што не се приклучени на одводната мрежа, на фекалната канализација, кои што се уште во 21. век користат септички јами, што исто така е еден од изворите на загадување на почвата и на подземните води. Значи, подитно приклучување на одводна канализација, на фекална канализација на таквите домаќинства. Тоа е предвидено со нашата програма. Понатаму предвидено за да сето тоа се реализира, секако е потребно да се изврши, да се направи една студија со која што ќе се лоцираат сите тие горливи проблеми по тоа прашање и секако еден од многу битните моменти кои што не го споменавме, а ние го имаме во нашата програма, изградба на колекторски систем за прочистителни води. Затоа што знаеме сите многу добро дека 90% од сите отпадни води во целиот град Скопје, вклучително и општината Газибаба, на крајот завршуваат во реката Вардар. Најголемата река во цела Македонија, ние ја загадуваме и ја уништуваме. Тоа значи спаѓа во делот на екологијата, со која што мислиме дека би решиле еден многу голем проблем. Трајковски, слушнавме. Дали предпоставуваат слушнав дека немате податоци колкав број на луѓе не се закачени на фекалната? Немаме точни податоци, меѓутоа сигурно е голем процент. Имаме податоци и тоа е многу малку луѓе кои што се во однос на вкупниот број збориме во урбаниот дел. Во урбаниот дел. Да. Има ли можност да се закачи? Јас ќе напоменам на фекалната? Ние во моментот денови работиме за триангла на една локација каде што овие се одредени зони кои што имале технички проблеми. Односно, за да може да биде приклучен на таа канализација, претходно треба примарната да биде искоригирана. Затоа што ако нивото на некое домаќинство е под, на шахтата во домаќинството е под нивото на примарната мрежа, нема да може да биде функционална. Обично такви се проблемите. Јас ќе напоменам дека со еден голем проект, тоа е проектот кој што го работевме изминатите години заедно со владата и со градот Скопје. Се направи нов колектор од реката Вардар. Преку Кирил Петрушевски, Хиподром, еден крак одеше Инџиково, Економија, Сингирич, Стајковци, некаде во должина од преку, само примарниот дел беше преку 20 на километри, и еден крак од делот кај Инџиково, покрај Кадрио Мало, до препумпната станица во Ченто, и третиот крак, кој што одеше по улицата Благоја Стефковски.
Со овој капитален проект се овозможи дел од оние кои што не беа приклучени да бидат приклучени, затоа што во минатото пумпната станица во Ченто, кога ќе немаше струја, таа не функционираше и дел од канализацијата се излеваше назад, значи се враќаше назад, со изглеба на новиот колектор, кој што во голем дел има и атмосферски колектор, некаде до стадионот Борис Трајковски атмосферски колектор. Овозможивме да дел од домаќинствата се приклучат, како што денове завршиме на улицата Палмиро Тољати, имавме приклучување. И овозможивме да и кога ќе нема струја, пумпата не функционира, не ни е потребна туку по природен пат. Односно, тие зони се онаму каде што претходно напоменав, примарните мрежи биле повисоки од самата кота кај домаќинствата. Јас ќе напоменам дека во руралниот дел каков од кога дојдов јас за градоначалник, значи пред да дојдам градоначалник, во селата немаше никаде фекална канализација. Прв акцент и прва моја активност беше да започнеме со градење на фекалната канализација. Се изгради фекална канализација во Инџиково, се изгради фекална канализација во Економија, во делот на Сингелич, Стајковци. Деновие еве една голема мрежа е завршена во делот на Трубарево и во следниот период планираме доизградба на фекалната канализација во неколку населени места, во Трубарево, да ја доизградиме, во Гоце Делчев, Јурумнери. Деновие работиме исто и на нова мрежа на фекалната канализација Колонија, таму поради изградба на новиот затвор имавме оштетување на примарната мрежа и сега правиме комплетно нова мрежа некаде во должина од 2 километри. И Дризово исто ќе биде опфатено, и Дрма, и за жал со елементарната непогода со поплавата минатата година не беше комплетно уништена примарната мрежа во Црешево, која што претходно ја поставивме. Денове е објавен тендерот за Црешево и за Смилковци, оваа година дел од мрежата ќе се направи. За следната година е планирано примарниот колектор во селото Виниче. Така да, например, од аспект на екологијата, навистина многу значаен проект е фекалната канализација. Само ќе го кажам податокот. Да не беше изградена фекалната канализација во Стајковци и Сингелич, во ситуација која имавме толкова голема количина на атмосферска вода. Значи, тогаш, во таа ситуација, доколку сите граѓани има септички јами, значи, ќе имавме голема еколошка катастрофа. Благодарение на тоа што таа беше во функција, функционална. Кога што се сеќаваме беше употребена, беше отворена за токму така и голем дел од самата вода, самата канализација прими и беше кон реката Вардар, и ова се согласувам со колегата дека многу важна улога игра и изградбата на пречистителните станици. Тоа се сакам да кажам. За Црешево, Смилковци, за Виниче и Јурумнери планирано е изградба на пречистителна станица за овие колектори, а заедно со градот Скопје имаме еден голем проект за пречистителна станица во близина на реката Вардар кај Трубарево, во непосредна близина до реката Вардаре, во Трубарево еден голем колектор и пречистителна станица за прочистување на отпадните води од цел град Скопје. Каква е состојбата, имате ли во план проширување и одржување? Се ја напоменавте природната непогода, ова атмосферска канализација, ама оној систем каналите за одвод кој што го има низ оваа општина. Тоа е едно многу важно прашање, кое што во претходните години, еве јас не сум толку млад, се сеќавам кога беа поплавувани, Скопско поле цело беше поплавувано. Овој проблем мора да се истакнува. Чистењето на каналите е еден од многу важните моменти, и проширувањето и одржувањето, затоа што едно што се претвара во депонии, колку што јас можам да кажам. Второ, во случај на дождови се претвораат во бара, секоја обработлива површина. Што имате во план во таа насока? Прашањето е апсолутно на место и добро е што го поттикнавте. Јас покрај тоа, како што напоменав на почетокот, некаде на почетокот, сум роден во оваа општина, цел живот живеам во оваа општина и многу добро ги познавам состојбите. На некој начин сум и поврзан токму со тие села, преку родбински врски, пријателски врски, и многу често одам тамо и многу добро ја познавам, дури од дете се сеќавам на таа канализациона мрежа, систем од поврзани канали кои што помагаат тие атмосферски води полесно да поминуваат низ тие населени места и понатаму да бидат проследувани до реката Вардар. Со текот на годините тие канали се тотално запоставени од страна на општината, не е преземено ништо за нивно
редовно чистење и уредување, или да е преземено сосема малку, затоа што резултатот да било доволно преземено, резултатот би бил сосема поинаков. Ако во минатото со далеку послаба и полоша механизација тие канали перфектно функционирале, сега е чудно како при истите атмосферски, да речем, врнежи, при истата атмосферска вода, послабо функционираат. Секако дека тука има дел во кривицата и од самото население, кое што ги злоупотребува тие канали, со фрлање на разноразни отпади во нив. Меѓутоа, ние ќе се залагаме за, во секој случај, едуцирање на тие жители и подигање на свеста, да им се објасни дека сето тоа што се прави на тој начин не е во нивен интерес. И секако би повеле многу повеќе сметка за чистење и функционално одржување на таа каналска мрежа во општината Газибаба. Траковски, потребна е едукација на луѓе кои што директно се соочуваат со поплави. Да, токму така и навистина потребна едукација. Јас би се потрудил и на мојот против кандидат да му изразам престрет да го прошетам по каналската мрежа. Добро е да претходно ја прошетаме заедно, па да се даде оваа констатација и да ги научи локациите каде не е на каналската мрежа, затоа што вели дека не е ништо направено. Ако се прошете, ќе се види колкави се тие канали и каква е нивната функционалност. Значи, само во изминатите 9 години општина Газибаба направи чистење заедно со водостопанското претпријатие Скопско поле некаде во должина од 86 километри на каналска мрежа. Затоа имаме извештаи, имаме записници, имаме и фотографии. Работата ја изведува и водостопанското претпријатие Скопско поле, а општина Газибаба 9 години поред ги субвенционира граѓаните. Секој земјоделец што има 1 хектар земјиште, земјоделско има обврска да плаќа 2400 денари годишно надомест за одводнување. Тој надомест не го плаќаат 9 години граѓаните, го плаќа општина Газибаба секоја година. Поради тоа и таа функционалност ја имаат овие канали. Значи, овие наши канали од Скопска Црна Гора преку низинскиот дел оди во реката Вардар, преку препумпната станица во Таор. Прва работа, кога дојдов за градоначалник, заедно со водостопанското претпријатие, со помош и на градот Скопје, се обезбеди дополнително пумпа во Таор. Затоа што нивото на водата во Таор на каналската мрежа е под нивото на реката Вардар. За да може тоа... Мислам дека граѓаните добро се запознаат со целата таа инфраструктура, кога беше поплавата, кога беше... Многу значајно беше таа пумпна станица да функционира. Истото, како што спомнав за фекалната канализација, кога ќе нема струја, таа пумпна станица не функционираше и каналите беа полни со вода, но стоеше, затоа што стоеше водата. Затоа се направи набавка на агрегат. Сега и кога нема струја, пумпите функционираат. Одлична улога во спречување на поголема штета има двете езера, Стајковското и Смилковското езеро, чии што брани не пропуштија за време на елементарната непогода. Голем дел од каналите водата е прифатија, тоа е евидентирано од страна на водостопанското претпријатие колку количина на вода е префрлена за време. Мислам дека беа околу 6 милиони метри кубни вода за време само на тие неколку денови. Значи, ако каналите не функционирале, тогаш таа вода не можела да отиде до Таор. Се согласувам дека треба да продолжиме со изгледа на каналската мрежа, посебно онаа мрежа што е мала низ самите населени места каде што за жал голем дел од луѓето имаат узурпирано со поставување на огради, со па дури нели со непрописно поставени пропусти за премин преку каналите, кај што најчесто ставаат мали цевчиња. Ние во моментот го завршуваме проектот за каналот во Сингелич, каналот на улицата Антон Велковски во Стајковци и каналот во Инџиково. Значи, ќе планираме следниот период овие канали да бидат уредени со бетонирање на нивните површини, за да биде зголемена нивната пропусна моќ. И Инџиковскиот канал исто голема и важна улога игра. Во минатото тој канал, за жал, по барање на граѓаните бил покриен со цевки, иако биле со поголем профил, но ние направивме откривање на цевките, ги трнавме цевките, направивме бетонирање и изигра голема улога при намалување на штетите и последиците од елементарната непогода. Во мојата програма имаме планирано и проекти за делот на Скопска Црна Гора, односно за оние суводолици, како што е суводолицата што иде од Рашта кон Смилковци, кај Страчинци, кај Виниче, за да се намалат, да се намали ударната моќ на водата која што доаѓа од планинскиот дел,
на тие суодолици треба да имаме одредени мини брани, односно да го спречат ударното дејство кое што го видовме што може да направи минатата година. И не се согласувам дека тоа е нешто нормално што секоја година се случува, туку ова минатата година што не се случи е нешто што не се случило никогаш. Никој не памти за толкова количина на вода во такво краток временски период. И затоа напоменав дека покрај каналската мрежа во низинскиот дел имаме активности планирано и во планинскиот дел за уредување на тие суодолици. Трпчевски ке, да. Кратко само, ако ми дозволите да се надоврзам само на ова. Пречесто ги слушам зборовите дека тоа е една природна непогода која што не се случила многу години наназад. Меѓутоа, апсолутно ние не смееме да спиеме на тоа уво, затоа што не знаеме дали може би веќе утре нема повторно да се случи. Се слагам со мојот против кандидат дека двете езера примија огромна количина од водата, меѓутоа една работа која што не ја кажа, а ние ја имаме исто така во нашата програма, несоодветната изградба на обиколницата околу Скопје, сообраќајната обиколница околу Скопје, поточно неоставање испод обиколницата испусти за да тие води од Скопска Црна Гора по природен пат се слеваат надолу, доведува до тоа да од оној дел на обиколницата се створи едно огромно езеро, кое што беше многу поголемо од овие две езера, и фактички најсилниот и најразорувачкиот бран беше кога таа вештачка брана беше пробиена, кога водата тргна преку нејзе и тогаш настанаа најголемите штети во Стајковци, Сингелич и останатите населени места. Да имаше соодветни испусти испод самата обиколница, таа вода немаше да се таложи и немаше да настане тоа езеро, ќе отидеше многу полесно, многу побрзо по природен пат надолу. Добро, јас може попрецизно да кажам. Многу мина спореа околу тоа, обиколницата и улогата на обиколницата. Во делот на обиколницата на одредени места, например во делот на улицата Видо Есмилевски направи голема заштита. Тука преку 3-40 куќи ќе беа комплетно однесени доколку го немаше земјаниот зид на обиколницата, кој што го спречи тој ударен дел, а во делот на подземните премени имаме две подземни премени. Во делот кај Стајковци има мини мало езеро до самата клучка кај Стајковци, која што е комплетно бетонирано и уредено и прифати голем дел од водата. И има уште еден голем пропуст, односно уште два пропусти, тоа едниот е во делот на Стајковци и функционира, каде што ја прибира водата од реката од реката од Срешево кон Стајковци, и уште еден голем пропуст има кај Смилковското езеро. За да дојдат водите од Скопска Црна Гора кон Стајковското и кон Смилковското езеро, мора да поминат преку обиколницата. И природно е дека таму треба да има. Се согласувам дека треба да се направи доуредување на одредени појаси од самата обиколница, на одредени места каде што беа констатирани одредени аномалии. Како што беше на местото на Антон Велковски, еден излез од обиколницата кој што наместо да биде направен во делот на каналот бил со одредено заобиколување, мали проблеми не направи, но и јас се согласувам треба да се направи добра студија за поголема количина на вода, сите оние зафати кои што треба да се направат на потегот кај обиколницата, и тука мора да потенцираме дека самите тоа не можеме да го направиме. Треба заедно со Министерството за шумарство и водостопанство, кои што имаат надлежност кон не сега да покажат што може се да направи и на кое што му е должност да учествува во една таква студија и во изготвување. Заеднички ние мора да работиме сами како општина. Можно да се направи подобрување на сето тоа. Тимски секогаш можеме. Тука ќе направиме уште една пауза за реклами пред да преидеме на најгорливите прашања економијата и индустријата во општина Газибаба. Реклами. Еве не повторно во отвореното студио посветено на локалните избори 2017 во фокусот на вниманието на телевизија Нова вечерва е општина Газибаба, една од поголемите скопски општини која што навлегува и во руралниот дел на околината на Скопје. Со мене во студиото се Зоран Трпчевски од Левица и Тони Трековски, кандидат на ВМРО ДПМНЕ со коалицијата. Зборувавме за екологијата, зборувавме за животот, урбаниот дел, руралниот дел, зборувавме за водоводот, канализацијата, инфраструктурата, патиштата. Останаа уште две горливи прашања, економијата и индустријата. Зборувајќи за економијата и индустријата, тука се
и нели нови капацитети, она што е нели развој на градот и вработувања и оној дел што се вели во руралниот дел, земјоделството и индустријата. Со кого да почнам? Трчевски, вие секогаш имавте право први да одговорите на прашањата, сега ќе му ставиме на Трајковски. Добро, значи Газибаба како препознатлива општина со голем број на капацитети индустријски, значи прво имаме одлична соработка во изминатиот период со компаниите. Сме водечка општина во Република Македонија која што го обезбедивме сертификатот за бизнис пријателска општина. Во континентот одлично функционира бизнис клубот на општина Газибаба. Тоа е едно тело на општината во кој што заедно со бизнис заедницата ги дефинираме нашите приоритети. Нашиот буџет и нашите програми секогаш поминуваат преку бизнис клубот на разгледување и сите оние забелешки ги разгледуваме заедно со советниците. Значи, најпрво сакам да потенцирам дека имаме одлична соработка со бизнис заедницата. Наша заедничка цел е да им овозможиме проширување на капацитетите, како што тоа со дел од нив и го направивме, со носење на плански документации, овозможување на полесен пристап до градежна дозвола. Можам да кажам дека минатата влада, предводена од ВМРО ДПМН, донесе една одлична мерка за компаниите, односно надоместокот за уредување на градежно земјиште го намали за 95%. Односно сега една компанија која гради на територија на Газибаба, ако претходно требало да се плати комунали, да речеме 100 евра, на територијата централниот дел да кажеме, сега треба да плати само 5 евра. Значи големо олеснување за градење и проширување. Во делот на проширување на нови, односно изградба на нови зони, веќе донесовме план за зоната кај обиколницата, за каде што имаше неколку сериозни инвеститори со кои што сериозно разговараме. Значи некаде 40% е државно земјиште, 60% приватно земјиште, зона од околу 300 хектари. Има голем интерес, за жал има голема улога политичкава ситуација и најавите од оваа влада во однос на инвеститорите, но верувам дека оваа компанија која што е светски бренд ќе дојде и ќе инвестира, вети околу 1000 вработување, а веќе додека беше претходната влада беше најавена и инвестицијата на чешката компанија која што планира да изгради погон за производство на вагони за возови во Железара. Верувам дека нема да има дилема кај нив за да продолжат со ова најавена инвестиција, иако кажав дека дел од компаниите кои што претходно доаѓа и појавува интерес сега се во една дилема како ќе биде понатака со политичка ситуација во државата и се малку во мирување. Друга зона која што ни е атрактивна е зоната со новата клучка која што беше изградена во минатиот период кај Смилковци. Во непосредна близина имаме гасовод и е голем потенцијал за изградба на едни такви капацитети. Во делот за обиколницата планирани се капацитети од незагадувачка индустрија, од индустрија која што ќе биде во поддршка на земјоделието, откупни центри. Гасоводот игра голема улога и кај обиколницата кај Инџиково и кај Смилковци, на двата потега поминува гасоводот. Трета зона како развој е во делот на Идризово Дрма, каде што веќе неколку капацитети се изградија во минатото. Планираме да продолжиме со урбанизирање на тој дел за изградба на делови кои што се нели според мене идеални за развивање на одреден бизнис и ќе продолжиме со соработката на веќе постоечките две зони, Железара и Металски завод ито, во насока да им дадеме поддршка, но како што кажав и тука и во иднина, иако тие се индустријски капацитети од тешката индустрија Железара, металопреработачката во Металски завод, наша тенденција ќе биде да тука дојдат компании кои што ќе бидат со незагадувачки карактер, односно би инсистирале да компаниите тука бидат да користат гасот нормално да се користи, но и да воведат мерки за се она што може да биде заштита на воздух, вода и почва. Тие се веќе постоечки капацитети. Ние ќе помогнеме во инфраструктурата внатре, зашто доста од таа инфраструктура е доста стара, се со цел да им овозможиме еден добар развој и да може таму да они ги прошират своите капацитети и заеднички да помогнеме да се намали невработеноста. За последниве 10 години во општина Газибаба невработеноста е некаде намалена за близу 50%. Тоа е благодарение на големите проекти кои што беа, како што напоменав, за привлекување на инвеститори, проширување на капацитетите на домашните инвеститори, а би го напоменал и проектот каде што општината секоја година издвојува средства за субвенционирање на неколку компании за отпочнување на бизнис. Единствена општина во Република Македонија сме која што има стартап центар. Тоа е ЕС инкубаторот, каде што имаме одлична соработка со нив.
се наоѓа во непосредна близина на земјоделскиот факултет и секоја година на 3 компании им даваме поддршка. Имаме одлични резултати. Дел од тие компании веќе прерасна од 1-2 вработени по 9-10 луѓе се веќе таму вработени. Ние им даваме почетни услови, бесплатен простор, бесплатно користење на интернет, на комуналните трошоци се бесплатни и ќе продолжиме и во иднина да посебно нашите најмлади ги мотивираме не само да се очекува вработување, туку и да се започне со сопствен бизнис. Напоменав, имаме таа привилегија да имаме стартап веќе центар кај нас, тоа е ЕС инкубаторот, единствен таков во Република Македонија и ги користиме ресурсите од тој инкубатор. Ќе продолжиме посебно да дадеме поддршка на младите за едукација, преквалификација, доквалификација, да можат и полесно да си дојдат до вработување, а деновиве имав посети во ресурсниот центар, тој е втор објект кој што е собственост на општина Газибаба, каде што со СОС детското село веќе само минатата година поминаа преку 180 жители од општина Газибаба, каде што се направи преквалификација, доквалификација, односно за оние занаети или оние струки за кои што постои интерес и има барање од пазарот. Така да ќе продолжиме со овие проекти, иако можеби се од помал карактер, но се многу значајни да ги мотивираме нашите граѓани да си започнат бизнис или да полесно си најдат вработување. Трпчевски, како представник на Левица, каде што предпоставувам, нели, работникот е во центарот на вниманието, дојдовме до темата економија, индустрија, вработувања. Секако дека работникот е висок приоритет во делувањето на партијата Левица. Во делот на економијата, како прва ударна мерка која што ние би ја преземале во еден таков случај, е департизација на сите работни места. За вработување ќе биде доволно личното образование и личните способности. Нема да има потреба од никаква партиска книшка за било какво вработување. Стандардот на населението на општина Газибаба ни е приоритет. И секако, без разлика што сме левичарска партија, ние сме отворени за соработка со приватни компании. Меѓутоа, пак се слагам со колегата во оној дел што преска го рече, изместување на индустријата, индустриските зони надвор од населените места и како еден основен предуслов сите тие компании пред се, како прв предуслов ќе мора да ги испочитуваат еколошките стандарди кои што кај нас секогаш на највисоко ниво. Тоа би било во делот на економијата. Работникот пред се. Намалување на невработеноста, тоа е едно од прошањата кои што е Да, еве, намалување на вработеноста, една од мерките би било и тоа нашата отвореност за привлекување на инвестиции и од приватниот сектор. Секогаш би биле отворени за соработка со такви компании. Ако сето ова се исполни, што и двајцата го ветувате, а нема зошто не би се исполнило и нема зошто да не соработувате и после изборите, да ги послушате идеите од граѓаните или од другите граѓани и оние што имале искуство досега, полека но сигурно општина Газибаба добива еден дел, особено во оној руралниот, што го има по светот, а тоа се оние модерни населби по, нели, урбани, полуурбани, приградски населби кои што можат, нели, да прибаат голем број на младо население со здрав живот, еколошки, каде што ќе има, нели, можност за развој и просперитет. Но остана уште две прашања кои што, нели, би го заокружиле тој живот понатаму, а тоа е образованието и здравството. Каква е состојбата? Ајде, Трпчевски, повторно со вас да продолжиме. Образованието и здравството и како инфраструктура и како понуда, нели, она што значи живот за граѓаните. Значи, во делот на образованието, објективно, да речеме, локалната самоуправа нема никакви ингеренции во креирањето на образовната политика во земјава, која што јас сметам дека е многу лоша. Меѓутоа, имаме, како општина, имаме ингеренции да помогнеме во квалитетот на
училиштата во кои што тие деца учат. Верувајте ми дека во општината Гази Баба има училишта кои што се изградени, посебно во оние делови од општината кои што се изградени како нови населби тамо некаде после земјотресот 63 година, има се уште училишта каде што не е интервенирано во ниту еден дел. Сега се гради во населбата Хиподром, се гради конечно ново училиште, тоа е училиштето Вера Јосич. Еве како што пред малку самите рековте, како идеолошки спротиставени опции, ние припаѓаме кон левата опција, мојот конкурент е кон демохристијанската, десничарската опција. Ние го поздравуваме тој проект, затоа што е во интерес на тие деца кои што се иднината на оваа држава. Со самото тоа што ќе добијат поквалитетни услови за образованието, ќе се градат како поздрави личности кои што утре за утре ќе можат посовесно и подобро да ги околу здравствената инфраструктура. Само уште една кратка реченица, значи апсолутно ние би се залагале да не остане тоа на едно училиште, него би имале таков пристап кон сите основни и средни училишта во општината, а тоа може на некој начин многу лесно и да се изведе, да речеме секако дел од тие потребни средства ќе ги одвои општината, меѓутоа да не заборавиме дека на територијата на општината обстануваат прилично богати фирми кои што би можеле како донација да дадат дел од својата заработувачка и да помогнат во реконструкција, обнова или градење на нови училишта. Тоа би било една од нашите мерки. Тоа би било отприлика се. За образованието? Да, за образованието. За здравството? Да. Здравството исто така е еден проблем со кој што се соочува целата држава. Имаме можеби кадри апсолутно квалификувани, јас верувам во тоа, меѓутоа условите во кои што тие кадри работат се исто така останати. Збориме во на што во рамките на општината. Да, затоа ние не можеме да бираме кадри, обработувањето се врши на некој друг начин. Меѓутоа зборуваме за условите кои што се, еве исто амбулантата во Ченто, ќе ја споменам, која што откако е изградена не е интервенирано ништо. Нели сега дојдовме во некое си друго општество каде што здравството функционира на поинаков начин, се што е изменето во тие амбуланти е изменето на некоја си приватна иницијатива од самите вработени во таа амбуланта, кои што на некој начин вршат одредени поправки. Мислам дека општината тука има многу малку не ингеренции, него и многу малку има интервенирано во тој поглед. А кога сме кај здравството, само една реченица, можеби ако има после барем 2 минути време и тоа би го било. Само уште една реченица, за да бидеме поздрави, ќе се вратиме исто на темите од екологија. За самото тоа да здравството ни е што помалку потребно и секако спортот, а би сакал малку и на таа тема доколку има време. Апсолутно, тоа ќе го ставиме спортот на крај, бидејќи едно од работите ги спомнав и помалку ќе ни треба здравството и екологијата. Апсолутно. Трековски, има ли можност, рековме образованието и здравството како две битни предуслови за развој и за живот во особено во руралниот дел. Напомена вашиот против кандидат дали има можност општината да гради училишта, нели градинки основно средно оној дел и убаво го наметна прашањето за партнерство за развој на своји кадри на овие компании кои што се таму. Тоа е едно фино. Значи во самиот вовед од денешниот разговор кажав дека врвен приоритет е образованието и градинките. Општините во градот Скопје имаат надлежност на основните училишта, а градот Скопје на средните училишта. Тоа е разликата помеѓу другите општини надвор од градот Скопје или другите градови. Кај нас ќе продолжиме со изгледа, како приоритет ќе продолжиме со изгледа на нови училишта. За жал,
Прво училиште после 45 години, ново е училиштето во Железара кое што го изградивме пред неколку години со средства од општина Газиево. Во моментот се работи на изградба на ново училиште во населбата Хиподром, кое што ќе треба да биде завршено и на 1 септември следната година учениците да започнат во ново училиште. Се планира изградба на новото училиште Крсте Месирков во Ченто. Ова е училиште кое што е последното од училиштата кои што треба да бидат комплетно односно реконструирано, односно овде станува збор за ново. Само ќе уште еднаш го замолам мојот против кандидат, да одвои време да прошетаме заедно по училиштата, да види дека сите училишта во општина Газиево се реконструирани, комплетно реконструирани. Со тоа што не остана само проектите кои што за жал од страна на оваа влада се сопрани, тоа е изградбата на прозорите во Наумовски Борче, изградбата на прозорите замената во Стив Наумов, а да не ги набројувам сите училишта, значи комплетни реконструкции во основните училишта. И они училишта кои што минатата година беа зафатени со поплавата, како што е училиште од 25 мај, Страченци, Брњарци, Стајковци, го поканувам колегата и вас ве поканувам да отидеме да ги снимиме, да видите дека нема да се почувствува дека таму имало некаква поплава, дури имаат многу подобри услови од претходно што има, и би го напомнил училиштето од Срешево. Значи комплетно санирани се училиштата, она што е во надлежност на општината, освен оние проекти кои што беа договорени со претходната влада, и тука би ги потенцирали спортските капацитети. Се изгради нова спортска сала во Трубарево, нова спортска сала во Наумовски Борче, нова спортска сала во Ченто, во школото во непосредна близина на Крсте Месирков. Ке се продолжи, за жал оваа година се сопре проектот, треба да се изгради нова спортска сала во Стајковци. Значи тоа е важен сегмент, значи покрај самото училиште да има и спортски капацитет каде што децата ќе можат да спортуваат или како што би рекол вашиот против кандидат, што повеќе спорт, помалку здравство. Токму така, кај нас одлично функционира, лидери сме во државата и во тој сегмент училишниот спорт кој што веќе повеќе од 10 години е функционален и одлично функционира. Ајде за спортот, знам дека тоа ви една од желбите претходно го напоминавте. Да, стојам за тоа што пред малку го реков, што помалку спорт, тоа помалку здравство, се извинувам. Еве би сакал да споменам... Само накратко, затоа што милуват од режија, вестите треба да продолжат. На територијата на општината долги години назад функционира еден спортски клуб, поточно е ракометен клуб, кој што со многу малку пари, а со многу ентузијазам и со огромно срце, ни ги грее срцата на целава општина. Сметам дека општината нема на тој клуб дадено ниту една благодарница со која што би му се заблагодарила на сето тоа. Тој е клуб во приватна собственост и можеби тука општината нема што многу да преземе, меѓутоа малку е познато дека постои ракометна академија. Во таа ракометна академија членуваат многу деца од самата општина Газибаба и можеби општината би можела, тука веќе не се работи за некои огромни средства, еднашка во годината да им купи по еден дрес, по еден пар патики на тие деца, затоа што, да не заборавиме, повторно тие деца се од работнички семејства и многу од нив можеби немаат услови да ги финансираат своите деца, а можеби некој од тоа дете ќе биде идни од Кирил Лазаров или Наумче Мојсовски. Жално би било поради една таква ситуација да не можат да напредуваат. Трајковски, ќе им купите ли по еден пар патики на деца? Прво да напоменам дека како поранешен спортиста кој што одреден период од мојот животен пат го посветив на спортов, бев фудбалер. Посебно давам акцент на спортот. 3 пати општина Газиба е прогласена за најспортска општина во Република Македонија. На учениците кои што се вклучени, тоа се некаде преку 1000 ученици во училишните лиги, им купуваме комплетни опреми. Дресови, гакици, комплетна она се што е потребна, сите оние реквизити што се потребни. Од минатата година дадовме поголем акцент на младинските школи и во овие, иако е професионален клубот, значи младинските школи се помогнати од буџетот на општина Газиба за сите спортови, и фудбал, и кошарка, и ракомет. Кога веќе го спомна колегата ракометот, посебно ми е чест што успеавме минатата година да го рестартираме солидарност ракометниот клуб покрај Металург, солидарност кој што во минатото бил многу препознатлив, сега со новата сала се овозможија услови за да стартува и овој клуб, и посебно сум горд на изградбата на фудбалскиот тренинг камп Вардар, кој што е во сопственост на општина Газибаба. Докажавме дека со 0 денари од општината
можеме да изградиме со партнерски пристап, со добар, коректен однос кон инвеститорите, еден спортски комплекс кој што пак ќе кажам е сопственост на општината, го користи Вардар, но го користиме и ние. Ќе продолжиме со поддршката на спортот сигурно и во следните 4 години. Трајковски, Трпчевски, ве оставив до самиот лимит на оваа емисија. Веќе го пробивме лимитот што се однесува до онаа програмска шема на телевизија Нова. Ја следевте дебатата за општина Газибаба при овие локални избори 2017. Представникот на СДСМ и овој пат не најде за сходно да се најде во ова студио да ги вкрсти своите идеи за развој на оваа општина. Ви благодарам на вниманието и пријатно.